Да убави теми имаме до крајот на денешното издание на Македонија наутро. Официјално Долби театарот во Лос Анџелес на 2 март ќе биде домаќин на 97-те поред Оскари, чии номинации впрочем беа објавени конкретно минатата недела. Кој гласа за најпрестижното филмско признание? Дознаваме од прилогот на Симона, свој виден вовед во разговорот овде во студиото 3. Доделувањето на Оскарите е најпрестижната филмска манифестација, која сите со нетрпение ја очекуваат. За широката јавност, секогаш привлече на гламурот, самата врвна организација и секако кој каква награда ќе освои. Но кај секого од нас се наметнува и прашањето: кој гласа за Оскарите? Наградите се изгласани од Академијата за филмски уметности и науки. Тоа е огромна група професионалци од индустријата со повеќе од 10.000 членови, а околу 9.500 членови имаат право на глас. Академијата ги опишува своите гласачки групи како ограничени филмски уметници кои работат во продукцијата на кинофилмови и го дели членството на 17 ограноци. Со познати категории како што се кинематографери или режисери, има и ограноци за кастинг директори, извршни директори, продуценти и маркетинг и односи со јавноста, кои сочинуваат вкупно 17 гранки. За актерските категории гласа огранокот кој е убедливо најголем, со повеќе од 1000 членови. Интересно е да се знае и како се избираат номинираните. Секој член гласа само за категориите на својата гранка во фазата на номинација, заедно со нивните понуди за најдобар филм. За гранките без собствена категорија, членовите на Академијата гласаат само за најдобар филм. За меѓународните играни и кратки филмови може да се номинира само еден филм по земја. Само категоријата за најдобар филм го користи системот на преференцијални гласачки ливчиња. Целта е да се награди филмот што за повеќето членови на Академијата е фаворит. Годинешното 97-то доделување на наградите ќе се одржи на 2 март во 24 категории, а за прв пат по 60 години мюзиклите доминираат во трката за најдобра актерка на Оскарите. Синтија Ериво од Злобно и Карла Софија Гасконј од Емилија Перес ги добија своите широко предвидувани номинации за Оскар за најдобра женска улога во четвртокот. Од истите филмови е и трката за најдобра споредна женска улога – Аријана Гранде и Зои Салдана. Нивните номинации представуваат редок двојник во историјата, затоа што ова е втор пат повеќе музички изведби да се номинирани за најдобра женска улога. За фаворитите, реакциите по номинациите, но и се разбира очекувањата од 97-те Оскари во Лос Анџелес анализираме со филмската критичарка и новинарка Сунчица Уневска. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на покана. Сунчица, и покрај шпекулациите за можното откажување на Оскарите, сепак добивме официјален датум, но и официјален домаќин годинова Конан О'Брајен. Да. Па точно, значи 2 пати се одложуваше, веќе се знае тоа гласањето. И се уште има, значи, луѓе кои што сметаат дека треба да се одложи, меѓутоа од Лос Анџелес одговорот е дека многу е важно да се одржи заради тоа економско влијание, заради тоа да се покаже некој символ на отпорност и целите Оскари, уствари целата манифестација годинава ќе биде посветена токму на оние кои се бореа во пожарите, кои храбро се спротивставија и се трудеа сето тоа да помине со што помали последици. Така да годинава нема да биде како друг пат, значи со толку многу свечености. Тие се откажани, нема да има ни тој официјален ручек што е, нема да има ни некои други настани. Дури годинава нема да бидат испеани ни песните кои се номинирани. Но сепак доделувањето на Оскарите ќе се одржи на 2 март во Долби театарот. Така, и сезоната на награди за филмови објавени во 2024 започна со Златните глобуси. Нешто слично на ова што го слушаме сега во однос на номинациите. Емилија Перес го предводеше патот со 4 победи, вклучително и за најдобар филм, Бруталист 3 Златни глобуси, вклучувајќи и најдобра филмска награда. За вкусови не се дискутира, но велат често дека треба да ги послушаме филмските критичари. Дали ги погледнавте филмовите и дали вашиот вкус е ист со наградиниве? Со номинираните. Да, со номинираните и наградиниве на Златните глобуси. Така, и наградине. Значи, годинава, да ви кажам, критичарите се поделени. За разлика од номинациите, кај критиката постои, да, поделеност. Исто јас, да речеме, со повеќето,
се согласувам, успеав да ги погледнам оние кои што се нели најголемите фаворити, сега нормално не се. Меѓутоа и јас се сложувам главно, но не баш со се. И кај мене има една малку поделеност за некои работи. Меѓутоа мислам дека ќе биде интересно, затоа што за разлика од минатата година, нели, кога имавме многу фаворизирани, како што беа Опенхаймер, Барби и не знам што, иако и тогаш имаше добри филмови, но тие некако беа тотално во позадина. Оваа година, за среќа, тие критичарски, да ги наречеме филмови и независни, излегува во прв план, така да годинава главно трката се води помеѓу 5-6 филма, а нема онака еден кој што е истакнат. Така да тоа ми се допаѓа и тоа може да доведе до изненадување, како што имаше изненадување и веќе на Златниот глобус, а исто така изненадувањето можам да кажам и дека почна уште од Кан, затоа што победи Анора, која што е исто така еден независен филм, и сега овдека нема номинации, нели, колку најголемите, има 6, но тоа е еден извонреден филм, многу интересен. Исто така се појави, значи, на Златните глобуси пак излезе друго изненадување, Фернанда Торес и Волтер Сейлс, кој што е многу познат режисер, така да она е сега исто така меѓу номинираните, а отпадна некои имиња кои што се очекуваше и кои што беа номинирани за Златни глобуси. Така да веќе изненадувањата почна заради тоа што стварно многу филмови се во игра и тоа многу добри филмови. Годинава има навистина добри филмови. Изненадување имаше и во поглед на листата на номинирани актерски имиња. Вообичаено тоа е категоријата во која што меѓу другото се вперени сите очи. И сега годинава не ја слушнавме Селена Гомес, не ја слушнавме Анџелина Џоли, Никол Кидман исто така. Прашањето му е дали заслужија номинација? Јас се согласувам дека не заслужија. И мило ми е што не се номинирани, искрено, беа номинирани, нели, за Златен глобус. Меѓутоа, мислам дека е сосема реално овие номинации 5 се сосема реални. Иако, например, јас за други навивам, да кажеме, нели, најмногу е извикана од Емилија Перес, актерката Карла Софија Гасконј, која е и прва, нели, трансродна актерка која воопшто е номинирана. Меѓутоа, јас сум многу повеќе, значи мои фаворити многу повеќе се главната актерка од Анора, Мики Медисон, и Фернанда Торес, значи таа која што доаѓа од Бразил. Оние два филма кои велам дека се баш изненадување и исто така Фернанда Торес, мислам, овој филм, јас сум се уште тука, заедно со Емилија Перес оваа година, тоа е интересно, значи имаат по 2 номинации за двете категории на најдобар филм. И најдобар филм, значи воопшто, нели, и најдобар странски филм. Мислам, овој што се смета, нели, како американски и најдобар странски филм. Така да имаат по 2 номинации, а веќе Емилија Перес на Златните глобуси ги доби двете награди за најдобар филм, така да тоа е интересно. Ако се сеќавате, прв филм странски кој што доби 2 Оскара за најдобар филм и за најдобар странски филм беше Паразит. Сега веќе годинава, значи имаме дури 2. И тоа е многу интересно. Имаме и балкански регионален, хрватскиот човекот што не можеше да молчи, во главна улога брилјантниот Горан Богдан. Така е. И тоа вреди секако да се искоментира, дека и филмската продукција на Балканот котира се повисоко. Овој филм на Небојша Слепчевиќ навистина е многу интересен филм. Горан Богдан е главна улога, но многу интересно е направен филмот, бидејќи е направен индиректно. Мислам, он не го прави директно, вие го немате цело време во кадар, Горан Богдан, ниту пак, знаете, има една сосем поинаква структура и тоа го прави навистина многу интересен, а е многу силен и како порака и како содржина. И мислам дека навистина заслужува да добие награда. Горан Богдан е извонреден актер, а многу е интересна годинава што многу филмови од Кан всушност се најдоа во трката за Оскарите, што вообичаено баш и не било толку многу. Оваа година дури и Канскиот фестивал праќа информации и вели 8 филма се присутни од Кан, кои имаат 31 номинација. И ги знаеме номинациите, отприлика се знаат и фаворитите. Можеме ли да очекуваме изненадувања на годинашниот гост? Ја мислам дека секогаш може да се очекува, изненадување, особено што мислам дека има некои што се изфорсирани.
Зборуваме, значи, од гласачкото тело, како што е комплетно непознат, филмот посветен на Боб Дилан и на тие негови први, нели, години. Тоа е навистина, мислам, не можеме да речеме, нели, тоа е интересен и Боб Дилан е стварно шампион и многу се интересни текстовите и добро е направено сето тоа однесување, нели, од почетокот и таа борба за некој свој јас. Меѓутоа, мислам дека е многу сфорсиран и мислам искрено дека Тимоти Шаламе, да, глуми добро, меѓутоа, мислам, оваа година дека Адриен Броди и Ралф Фајнс исто така имаат извонредни улоги во Бруталист и во Конклава, така да конкуренцијата ќе биде голема, а според мене и во главната програма, мислам дека би требало, барем, еве, според критичарско мислење, Бруталист и Конклава да бидат оние кои што ќе бидат најголемите фаворити, иако ви велам има форсирани. Значи, нели, Емилија Перес, кој што исто така е добар, он е сосем поинаков мюзикл од оние што ги знаеме. Ви велам овој со комплетно непознат е исто така многу isфорсиран. Меѓутоа, има филмови кои се добри, кои се одлични. Особено ви велам овие независните филмови. Така да може да има изненадувања, апсолутно, и кај женските, и кај машките улоги, затоа што има многу добри. Јас, кога ги гледав Ралф Фајнс и Адриен Броди, бев одушевена. Мислам, на тој начин да донесете емоција, на тој начин таа трансформација, например, таква трансформација нема кај Тимоти Шаламе. Да, он добро го глуми, се труди да го донесе Боб Дилан, но повеќе го имитира отколку што е трансформиран. А овие трансформации кај овие двајца извонредни актери, мислам се неспоредливи, но како ќе гласачкото тело е друго е мислењето на критиката. Ќе имаме уште една непроспиена ноќ, 2 кон 3 март, но ќе стиснеме зъби на 3 да се сретнеме и да прокоментираме што се ќе видиме во Долби театарот. Сосема на крај на разговорот, овие номинации кои што ги гледаме низ години, во овие филмови кои што можеме да ги видиме како номинирани и наградени на Оскарите, не се секогаш вашиот филџан чај, омилен, нели? Што е она што ве релаксира, што е она што како жанр лично го сакате? Па, јас сакам да ви кажам трилери, меѓутоа зависи какви. И драми, главно тоа. Комедии многу не гледам. Добра. Одбрани комедии, онака сакам црн хумор и така. Например, еве да кажеме, Анора е комедија, но тоа е нешто феноменално, иако тоа е комедија која знае да ве удри во стомак на вистина. Сакам да гледам, да, добри драми, сакам да гледам добри улоги, сакам да гледам, ви велам, трилери, меѓутоа трилери во кои има интересни карактери, знаете, во кои што има пресврти, во кои што има содржина која што секогаш нели во себе носи нешто многу повеќе. А кога беше моментот кога последен пат кажавте оваа златна статуетка отиде во вистински раце? За кој филм? Па, сум се согласувала. И сега се согласувате меѓу другото, но го забележувам негодувањето во однос Да. Па што знам сега, треба да се присетам. Да. Кои беа онака за кои што сум била одушевена. Да кажеме, видете, Паразит беше добар филм. Меѓутоа, знаете, понекога знаат поради таа политичка коректност, поради некои други пресметки, и тоа е многу често и се зборува за Холивуд и критичарите тоа секогаш го вадат на маса и ми се чини дека исто така многу често на Оскарите они се обидуваат и одговараат на тие критики и затоа и се случи, да речеме, Паразит да добие тие две награди, иако имало филмови пред тоа феноменални кои никогаш не добиле такви две награди. Имало, да кажеме, години кога правеле работи токму за да се оправдаат. Да речеме, кога имаше година кога двајца црни актери добија, што исто се немаше случајно.
Потоа еве годинава е многу isforsиран, ви велам, овој со Емилија Переси поради тоа прашање на трансродна. И тука има доста големи проблеми, заради тоа што некои филмови кои што се годинава isforsирани не поминуваат толку добро на киноблагајните. Така да, интересно е секогаш да се коментира и ќе видиме како ќе помине, заради тоа што ви велам, има разлика и сега меѓу критиката и гласачкото тело, па ќе видиме како ќе биде. И лани, например, многу под, како да кажам, под, нели, она главна трка, поминаа одлични филмови, кои што беа во главна трка, но цело време се зборуваше за еден-два филма, имаше филмови како Минати животи и Анатомија на еден пат, кои се нешто неверојатно, но никој не зборуваше лани додека беа Оскарите за нив, што е голема штета. Годинава не е така. Ќе зборуваме по 2 март, ќе видиме дали статуетките ќе отидат во вистинските раце и дали навистина квалитетот е толку што ќе натежна. Да. Ви благодарам многу за гостувањето во денешното издание. Ви благодарам. Дел од програмската понуда и имаме уште една тема.